Добре дојдовте во училницата на час по македонски јазик. Јас сум Данче Костовска-Јакимовска, наставник од Основното училиште Дане Крапчев. Овој видеозапис е наменет за ученици од 5-то оделение. Во него ќе биде разработена наставна содржина, директен и индиректен говор. Воедно ќе научите кои интерпункцијски знаци се применуваат при употреба на директен и индиректен говор, а тоа се цртичката, или уште се нарекува тире, и наводниците. Што ќе научите? Ќе научите да разликувате и споредувате директен и индиректен говор, да го претварате директниот говор во индиректен и обратно, да ги знаете интерпункцијските знаци кои се користат за означување на директен говор, да знаете кога и зошто се применува директниот говор и да ги применувате стекнатите знаења. Во некои делови од записот ќе побарам од вас да решите одредени задачи. Тоа значи ќе треба да кликнете на пауза, да размислите, да дадете одговор, а потоа да продолжите со гледање на видеото. Сега заедно да ги воочиме разликите помеѓу директен и индиректен говор. Ќе анализираме две реченици. Прво ќе ја разгледаме реченицата запишана во црвена боја. Наставничката рече: извадете ги тетратките. Оваа реченица се состои од два дела. Првиот дел, наставничката рече, е говор на раскажувачот. Во вториот дел, извадете ги тетратките, имаме директно обраќање. Па ќе заклучиме. Кога во реченицата имаме зборови на раскажувачот и директно обраќање, велиме дека реченицата е запишана во директен говор. Да ја анализираме реченицата запишана со црни букви. Наставничката ни рече да ги извадиме тетратките. Во оваа реченица е изоставено директното обраќање, што значи туѓите мисли се искажани со свој зборови. Затоа, за оваа реченица ќе кажеме дека е напишана во индиректен говор. Ќе продолжиме и со втора реченица и во оваа реченица имаме: Ана ме праша. Зборови на раскажувачот. Знаеш ли да ја решиш задачава? Директно обраќање. Заклучуваме, станува збор за реченица запишана во директен говор. Во следната реченица: Ана ме праша дали знам да ја решам задачата, станува збор за индиректен говор. И уште една вежба, односно задача: Марко рече. Зборови на раскажувачот: денес сум многу уморен. Директно обраќање, реченица во директен говор. Марко рече дека денес е многу уморен. Во овој случај станува збор за реченица во индиректен говор. Ќе продолжиме понатаму, а тоа значи треба да донесеме заклучок. Говорот во кој точно ги наведуваме туѓите мисли се вика директен говор. Можеме да го видиме и преку пример. Децата радосно извикаа. Зборови на раскажувачот секогаш по нив доаѓаат двете точки, доколку употребуваме цртичка, одиме во нов ред, претходно пишуваме цртичка и го пишуваме директното обраќање. Утре ќе одиме на излет. Кога пак туѓите мисли ги пренесуваме со свој зборови, тогаш употребуваме индиректен говор. Во тој случај, оваа реченица би гласела: децата радосно извикаа дека утре ќе одат на излет. Во продолжение ќе се запознаеме кои интерпункцијски знаци се користат за означување на директниот говор при писменото изразување. Воочувате дека станува збор за црта, или уште се нарекува тире, и наводници. Постојат строги правила во кој случај кој интерпункцијски знак ќе го примениме. Затоа внимавајте и добро запомнете ги следниве правила. Црта ставаме кога директниот говор започнува во нов ред. Пример 1. Ана се исплаши, па рече. Директното обраќање го пишуваме во нов ред. Наводници ставаме кога директниот говор
продолжува во истиот ред. Пример 2. Истата реченица. Ана се исплаши, па рече. Значи овде не одиме во нов ред, по двете точки отвараме наводници, го запишуваме директното обраќање, го ставаме соодветниот интерпункцијски знак и ги затвараме наводниците. Овие правила треба да ги научите и да ги применувате кога писмено се изразувате. Исто така, корисно е да знаете дека директниот говор во реченицата може да се напише на 3 различни начини. Да го разгледаме првиот начин. Во првава реченица забележувате дека прво се запишани зборовите на раскажувачот, а потоа директниот говор или директно обраќање на ликот. Па реченицата ќе гласи: Лисицата рече: убава е кокошкава, ќе се сладам со неа. Во вториот случај забележувате обратен редослед. Прво е запишан директниот говор, а потоа зборовите на раскажувач. Во овој случај реченицата ќе гласи: убава е кокошкава, ќе се сладам со неа, рече лисицата. Имаме и трет случај кој е малку поразличен. Во овој случај директниот говор е разделен и запишан на почеток и на крај од реченицата, а во средина се запишани зборовите на раскажувачот. Во овој случај реченицата ќе гласи: убава е кокошкава, рече лисицата, ќе се сладам со неа. Може да ги употребувате било од кој од овие 3 начини на било кој од овие 3 начини, секој од нив е точен. Ваше е да одлучите кога писмено ќе се изразувате, кој начин ви е најсоодветен да го користите. Постојат и уште правописни правила. Да ги видиме. Во овој случај ќе ги анализираме првите 3 реченици. Забележувате дека првите 3 реченици интерпункцијски се запишани во нив, на крајот имаме интерпункцијски знак, а потоа се ставени наводниците. А во четвртиот случај, во расказната реченица, имаме обратно. Прво се ставаат наводниците, а надвор од нив се запишува точката. Што значи? Правилото овде гласи: по извичник, прашалник и 3 точки ставаме наводници. Кога пишуваме расказна реченица, прво ги ставаме наводниците, а потоа точката. Исто така и ова е правило кое треба да го знаете и да го применувате при писменото изразување. Одиме понатаму. Се надевам дека нешто запомнивте, ги научивте правилата, а сега да видиме преку вежби колку сте запомниле. Во првата вежба од вас се бара следните реченици од директен да ги претворите во индиректен говор. Ова е мојата сестра, рече говорен. Овде ќе побарам од вас да направите пауза, да земете хартија и моливче и да се обидете самостојно оваа реченица да ја претворите во индиректен говор. Доколку го направивте тоа, погледнете дали точно сте одговориле. Точната реченица гласи: Горан рече дека ова е неговата сестра. Одиме со уште еден пример. Лисицата го праша гавранот: го гледаш ли волкот во близина? Пробајте сами, а потоа погледнете дали точно сте одговориле. Оваа реченица, напишана во индиректен говор, ќе гласи: Лисицата го праша гавранот дали го гледа волкот во близина. Ќе продолжиме со уште една вежба, тоа е вежбата број 2. Овде треба речениците од индиректен да ги претворите во директен говор. Првата реченица: Бато ми рече внимателно да го слушам. Овде внимавајте на правилата за примена на наводници или цртичка за што ќе се одлучите и како ќе ја запишете реченицата. Точниот одговор гласи: Бато ми рече во првиот ред, потоа ставате 2 точки,
Во новиот ред запишувате цртичка и го пишувате директното обраќање. Слушајме внимателно. Одиме со уште една реченица запишана во индиректен говор. Тато ми рече да внимавам како ја преминувам улицата. И оваа реченица запишана во директен говор би гласела: тато ми рече, нов ред, цртичка, внимавај како ја преминуваш улицата. Се надевам дека после овие вежби уште ви се појасни правилата и примената за директен и индиректен говор. Во вежбата број 3 ќе можеме да бидеме заедно малку креативни и да изработиме еден стрип и на тој начин да провериме колку сме ги усвоиле новите знаења. Кога се создава стрип, најчесто се говори од директен говор. На почетокот од стрипот може да имаме индиректен говор, меѓутоа потоа се продолжува со директен говор. Стрипот кој ние ќе го создадеме, нека има наслов Излет во природа. Едно сончево утро господин Смит тргна на прошетка. Шетајки на еден цвет, забележа мала, но вредна пчелка. Здраво, пчелке, убаво што се сретнавме. Ајде заедно да ги откриваме убавините на природата. Па не се сложувам баш со тебе. Ако ги разгледаме трите облачиња, ќе забележиме дека во првото облачче имаме кажување на туѓите мисли со сопствени зборови, тоа значи дека сме употребиле индиректен говор. Едно сончево утро, господин Смит тргна на прошетка. Шетајки на еден цвет, забележа мала, но вредна пчелка. Во второто и третото облачче имаме обраќање, директно обраќање на господинот Смит и на пчелката, затоа ќе кажеме дека тука сме употребиле директен говор. Продолжуваме понатаму. За вас, луѓето, излетот во природа е одмор од работа, бегање од обврски, од стрес, тоа за вас е релаксација. За нас, пчелите, излетот во природа значи работа од утро до мрак, без пауза, кафе и чај, без викенди и празници, до крајот на животот. И во сите овие облачиња забележуваме тука директно обраќање на пчелката, што значи лесно ќе препознаеме дека станува збор за директен говор. Одиме и последниот слајд од стрипот. Многу лесно веќе ќе препознаете дека имаме директно обраќање, директен говор од страна на сонцето. Така е, пчеличке, со тебе никој не може да се споредува. Мора да признаеме. Така е, вие пчелите сте највредни живи суштества на планетава. И на крајот и господин Смит се обраќа со директен говор. Се надевам малку ја разбуди вашата креативност со оваа вежба и затоа во вежба број 4 ќе побарам од вас самостојно да создадете еден стрип според дадениве слики. Тоа ќе ви биде домашна задача. Потрудете се, потсетете се на правилата за директен и индиректен говор и сами одлучите каде ќе ставите индиректен, каде директен говор, дајте му наслов на стрипот. А потоа продолжете со вежбата број 5, а сега сам колку знам. За оваа вежба ќе ви бидат потребни лист хартија и моливче. Слободно препишете ги вежбите, вкупно се 5, одговорете ги. Кога ќе ги одговорите, можете да ги однесете кај вашата наставничка да ви ги провери и на тој начин ќе добиете повратна информација какви знаења сте стекнале. Доколку сте се стекнале со целосни знаења, тоа значи дека сте оспособени за самостојно учење. На крајот од овој тест можете и да се самооцените. Што значи тоа? Треба да заокружите што мислите, колку сте освоиле денешнава содржина. Доколку сте сигурни дека сте направиле целосно точен стрип и сте ги одговориле точно сите 5 вежби, тоа значи дека ќе го заокружите на сменаново човече. Доколку се уште не сте сигурни дека сте стекнале целосни знаења, слободно заокружете го второто човече.
Бидете искрени, доколку не сте разбрале, слободно погледнете го уште еднаш ова видео за подобро да разберете, но претходно заокружете го и третото човече. Доколку вашата наставничка потврди дека ви е целосно точно направен стрипот и дека ви се целосно точно одговорени овие вежби, тоа значи треба да бидете горди на себе, затоа што успешно самостојно сте учеле, правилно сте се самооцениле. Од мене поздрав, довидување до некоја следна средба во училницата. И на крајот ви благодарам за вниманието. Публикацијава е изработена во склоп на проектот на Министерството за образование и наука во соработка со УНИЦЕФ со цел создавање национална платформа за настава од далечина, насловена како училница. Поздрав!